Почитувани граѓани, се наоѓам пред основниот суд во Неготино. Еве зашто станува збор. Владата на Република Македонија сака да го затвори овој суд. Ние граѓаните во општина Неготино, Требе и Советот на општина Неготино, градоначалникот, советничките групи од СДС, ВМРО, Левица и МАК да донесеме една одлука до Влада на Република Македонија, бидејќи овој суд им е потребен на граѓаните. Сега може да се створи револт кај граѓаните, нели, зошто ни е суд, да не судат, да не тепат, да не бесат. Поента не е во тоа, бидејќи ако ние сме град, во еден град мора да постои суд. Што значи тоа? Во превод значи дека една потврда кога ќе вработуваат вас од ДПМН, нели, од СДСМ на работа, треба да доставите дека не сте осудувани и така натаму. Затоа мора да постои и за било која потврда. Бидејќи, за ваша информација, треба да знаете дека овој суд за една година има решено 10.000 предмети, има буџет, нели, 50.000 евра и плюс дополнително кои оствариле они приход 50, имат негде околу 100.000 евра буџет. Значи, тој буџет, да ви појаснам, не се однесува за плати и за тие работи, него тој е буџет други средства кои што му требаат, нели, за таму за хигиена, ти рекоме речи и така натаму. Мислам дека разбравте за што зборам. Значи, ние мора да се избориме овој суд да постои во Неготино. Ако се прашувате мене да ме прашате, например, јас имам моментално 117 кривични пријави од некоја заедница, не знам како се крстува, ајде да не го спомнувам името, пак ќе бидат навредени одредени, че не може да се разбериме. Ние како граѓани од општина Неготино, како треба да се бориме за една работа, тоа е моја препорака. Дека тука треба да се бориме да нема корумпирани судии кои се подкупливи и кои ќе бидат, нема да бидат примено партиски, него ќе бидат работени како професионалци. Во другата работа само може да се бориме за професионализмот, не партиско работување, и да не се судат, и да не се прават хајки, и да не се суде по политичка линија или по наредба. Само за тоа ние граѓаните може да се бориме. Една работа да појаснам на граѓаните на општина Неготино, да знаат, овој суд е направен од мојот дедо Лазар Калајџијски, или тој сакаше да го викам Вујко, тој е потатко. Значи, потатко сум од комунистичка партија, да знаат граѓаните, Лазар Калајџијски е првиот кој присуствувал на првото, второто и трето заседание на АСТОМ и на второто и на трето на АВНОЙ. Значи, по мајка да знаат граѓаните, сум илинденец или војвода, а по татко е другиот дел партизанскиот. Овој суд тој го формира и се десија некои убиства, немили настани и тој, ја како што го вика Вујче Лазе, тој кажа дека добро е градот изголемил, тогаш треба да направиме суд. Го повика тој Доне Мојсов, тој е исто Ванчо Мојсов син во Неготино, на социјалистички како беше председател, да најде судија. Судија кој го најде тој е Кртев. Значи, ето го Кртев е жив, граѓаните на општина Неготино може да го прашате, и му беше обезбедено куќа, вработување на душанка во општина Неготино и така започна да функционира судот. Значи, мора хронолошки да знаеме. Сега дојдува во општина Неготино некои партијци, нице ДПМН, нице СДС и сакаат да го уништуваат судот. Значи, судот не смее да се уништи, а борбата ќе биде да има правилно судство, право судење и секој кој површил мора да одговара пред институцијата суд. Уште еднаш да напоменам, овој што е на советничката група на ДПМН, координаторот, како вика Игор Настов, нели, по Неготино познат како Кошката, Игорче, да знае за твоја информација дека твојот татко Стојан го запосли мојот дедо Лазар Калајџијски, бидејќи твојот дедо Пичко Славо и тати играат тонч.
и гусак у кројачкиот салон или тој беше Шнајдер. Неговиот дуќан беше Алфки и Швеция, таму и ти чат пат седнуваш на туиш па никој чебапче. И го запослија и тогаш комитетот запослуваше, као сега што запослувате комитет. И твојот татко, Игорче Кокошката, да знаеш дека е вработен од мојот дедо Лазар Каладжијски. И за друга работа да знаеш дека јавен обвинител на Република Македонија тогашно време беше Желе од неговите метија. Желе беше со татко ми другар. И твојот татко го вработиме партијски Игорче Настов Кокошката тука во судот и он беше писар. Утре беше и писар некој, нели, пријавите, туџбите, поканите за на суд да ги заведува. И тоа да си го знаеш, а сега требе да го покрениш таму ВМРО координатори, твојата, нели, советничка група, еднаш барам да изгласате за. Овој предлог ќе ви биде доставен, ево сега да се припремаш, сега на наредната седница во петок, да изгласаме суд да остане во општина Неготин. Значи суд ни е потребен, само не ни се потребни корумпирани и платени суди и да работат против народот. Значи треба да работат право да ја отераме да биде како што треба. Граѓани на општина Неготино, кажавме повеќе од тоа, не вреди да се каже и да повикаме уште еднаш овој суд мора да опстане. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави. Јас советникот Љубе Темелков ќе ги добивате сите информации и мора Неготино да биде здрава, чиста и развиена средина. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави. Неготино вечно, Македонија вечно.